Тетовските фудбалски клубови Тетекс и Љуботен со месеци се жалат дека се дискриминирани, бидејќи не им е дозволено да го користат ниту стариот, ниту новиот стадион. Таму ексклузивно право за користење има само ФК Шкендија, а овие два клуба се оставени да тренираат на вештачка трева. Веќе петти месец ние се уште немаме никаков одговор каде може да ги продолжиме нашите подготовки за престојното првенство. Единствено нешто што бараме во моментов е само разумен договор каде што ќе може да се излези да се тренира на овој терен, поточно стариот градски стадион. Оттаму додаваат и дека стариот стадион во Тетово е узурпиран и од има променети брави и катанци, а од општината нема одговор кој го прави тоа. Од општина Тетово велат дека ги резервирале стадионите само за клубовите кои играат во првата македонска лига. Политика која не важеше додека клубови како Шкендија и Ренова беа второлигаши и постојано играа и тренираа на главниот градски стадион во Тетово. Од општината Тетово инсистираат дека најголемиот стадион во градот е наменет само за прволигашите. Градскиот стадион да се користи само за фудбалски надпревари во првата лига на Македонија и меѓународни фудбалски надпревари, но и за надпревари од особено значење. Овој одговор од општина Тетово е спротивен на заложбите на градоначалникот Касами, кој пред 2 години ветуваше рамноправен третман за сите клубови. Као утрешно општинска власт ќе им помогнеме на сите спортски клубови, без разлика, значи секој кој што е успешен ќе биде поддржан и помогнат од општината. Условите кои ќе им се возможат на Шкендија, на Тетекс, на Љуботен, на Ренова, на сите клубови кои се символ на градот Тетово. Инаку новиот градски стадион во Тетово е изграден помеѓу 1979 и 81 година, кога Тетекс влезе во првата сојузна лига. Во периодот на транзицијата стадионот беше под надлежност на државата и општина Тетово се до јули 2016, кога фирмата Еколог Интернешнл, која пак е сопственик на ФК Шкендија, го зеде градскиот стадион под концесија.